Еве денес имате представници на ЖРК Куманово, една од најдобрите генерации што го има женски тракомет воопшто, барем според сите кажувања и истражувања. Дали конечно Советот на општина Куманово ќе почне да ги реша проблемите на клубот, бидејќи ова генерација навистина заслужува? Така денеска остваруваме една работна средба по барање на женскиот ракометен клуб Куманово. Ја овозможиме таа средба за да поразговараме за она како функционира клубот, за резултатите кои ги има постигнато, но исто така и за проблемите со кои се соочува клубот, се со цел за понатамошните сезони да можат да ги извојуваат со што подобар успех. Знаеме дека Куманово е град на добри спортисти, спортисти кои секогаш го представувале градот во своето најдобро светло, било да е тоа од ракометот, било да е од кошарката, било да е од боксот. Меѓутоа и нова генерација и треба помош. Сакам првин да ги поздравам ракометарките кои денеска беа присутни тука, тренерот Антевски, исто така и господинот Додевски кој е дел од управата на клубот и да поразговараме за проблемите кои овдека се присутни. Сакам да кажам дека и ракометарките кои играат во дресот на репрезентацијата се исто така наша голема гордост, како што е Трајковиќ, Ивановска, Кипријановска, Боризовска, кои и некои репрезентативки кои тек треба да бидат на својот пиедестал и да ги достигнат своите мигови во ракометот. И проблемите кои ги имаат овие сите репрезентативки, но исто така и оние кои тренираат овдека во клубот во Куманово, се највеќе од финансискиот аспект. Поразговараме за неколкуте работи, односно за спортските сали кои беа дадени уште 2000 година под концесија, кои се на владење по 30 годишно владење, меѓутоа салите на многу лош начин беа одржувани, така да сите спортски клубови имаат проблеми во своето работење, односно во тренирање и достигнувањето на резултатите. Следното што беше потенцирано е прераспределбата на средствата, односно средствата на кој начин се прераспределува така да одреден број на клубови доаѓаат во ситуација да имаат минимален број на средства кои се недоволни за нивното функционирање. Поразговараме за тоа на тој начин што или средствата од натамошната година да бидат прераспределени на друг начин, или пак да бидат појачани од страна на општината. Меѓутоа и самите председатели кои се во управите мора по енергично во соработка со општината да функционираат, односно да наоѓаме одредени спонзори, се со цел за да имаме што подобар успех во резултатите, меѓутоа и да можат и она што значи основното функционирање, односно земање на платите, потоа од дресовите, плаќање на котизациите и така натаму, да можат на што полесен начин да се исполнат. Еве, тоа беше денеска една средба и мислам дека она што општина Куманово и Совет како општина Куманово го имаме донесено со 18 милиони денари за помош на спортот во општина Куманово, од кои 10 милиони денари одат на професионалниот спорт. Мислам дека тие 10 милиони денари можеби не се доволни, меѓутоа мора да направиме напори за сите клубови кои доаѓаат тука, тоа се и ракометните клубови мажи, футсал клубовите, меѓутоа и женскиот фудбалски клуб Речица, да имаат што подобри средства. Меѓутоа и клубовите кои се и на други рамништа, како што е велосипедисткиот клуб кој остварува одлични резултати, боксерските клубови, да имаат одредени своји бенефиции и да можат согласно со финансиите да можат и во понатамошниот период да остваруваат што подобри резултати, да бидат спортистите наши амбасадори во светски рамки кои ќе бидат во наредниот период и такмичењата кои ќе се одвиваат во наредниот период кои денеска слушнеме заедно со ракометарите.